Освен во Ирска, Британија, Холандија, Летонија, Словачка и Малта, другите членки на Европската Унија излегуваат на гласање на 26 мај. 427 милиони луѓе на возраст од 18 години може да гласаат. Во Австрија и Малта старосната граница на гласање изнесува 16, во Грција 17 години. Се избираат 751 пратеник на 5-годишен мандат. Секоја земја избира различен број пратеници, приближно во согласност со нејзиното население. Така Германија избира 96 пратеници, Франција 74, Ирска 11, а Летонија 8 пратеници. На претходните избори во 2014 година одзивот беше 40%, односно гласа над 168 милиони луѓе. Овие избори се поголеми од председателските во Соединетите држави, но не и колку изборите во Индија. Изборите се спроведуваат со различни гласачки системи, но сите се обединуваат благодарение на некои договорени заеднички принципи и подготвеноста на земјите членки да ги прилагодат нивните национални изборни правила. И за некои гласањето е задолжително, така што нема бегање од изборите во Белгија, Бугарија, Кипар, Грција и Луксембург. Пребројувањето на гласовите исто така се врши во секоја земја посебно, но резултатите се чуваат во тајност се додека не заврши гласањето во сите земји. Значи, резултатите се очекуваат в недела во 23 часот. Повеќето земји ги избираат своите европарламентарци во една изборна единица, но Белгија, Ирска, Италија, Полска и Британија имаат повеќе изборни единици. Меѓутоа, најважното правило е дека земјите мора да користат пропорционален систем. Некои земји имаат изборен праг, каде што една партија или кандидат треба да добие одреден процент од гласовите за да се квалификува за пратеник. Идејата е да се спречат многу мали или екстремистички партии да освојуваат места без да имаат минимално ниво на поддршка. Земјите каде што се применуваат праговиот 5% за изборите се Франција, Литванија, Полска, Словачка, Чешка, Романија, Хрватска, Летонија и Унгарија. 4% имаат во Австрија, Италија и Шведска, 3% во Грција и 1,8% на Кипар. 10 земји не применуваат изборен праг.